дека председателот Гео Антич нема доверба. Ако установиме од првите верификацијски комисии, ќе сватите дека господинот председател нема поддршка ни од 10 клуба. Па затоа би го искористил правото, бидејќи ретко добивам збор, да прашам председателот дали со помалку од 10 клуба ќе водиме федерацијата. Има јасен дневен ред, федерацијата работи по статут и делови, така да чим не е прифатен овој дневен ред, седмицата ќе биде прекината и ќе биде одложена. И согласно деловниката имаме изгласано председателство кое го сочинува Гео Антич, завинува најстариот член од клубовите, тоа е Љупчо Бател и представник на Мега Баскет адвокат. Ве молам оставете да завршиме седмицата. Само новце, Гео Антич не завинува, тука меѓутоа не става точката на дневен ред, неа негова билети, не може да се некоја точка на дневен ред. Председателот е тука, вие бачите нова точка, он останува на точка. Ама остали го спречени. Ние само прештегуваме затоа што нема. Меѓутоа, че се нема средка тука, што се не пада Прво не може да ме спречи никој, така да тука сум. Почитување, ако може само, молба да влезе во записник, што кажа председателот Гео Антич и она мој излагање пред Бог. Благодарам. Мислам дека само на неговото продолжување во прашање на статус, деловник и така нататък, што е тук луѓе сакали. Јас сам единствено чланот комисија ќе излучи точно. За да можам од неја јас дека гледам кои се како се вика агенцијата на проеката Полица, ние мора да бидеме чисти пред останатите членови на ова собрание, само да ни достави написано кој е представник на кој клуб, дали се овластувани, за да знаеме утре, нека мора да го достави. Не може да бидеме се да добиеме сега, затоа што сега значи полномоштвата треба да се споредат со текови состојби. Во било која институција, Кошаркарската федерација институција, да се образува до некој мак, мора да дојде со документација. Не може да отидете сега да парате во некоја институција со полномоштво, со подпис и со печат, а да нема проверка тековната состојба. Кој е овластено што ќе го даде? Само тоа бара. Јас председателот на верификацијна комисија да го постави, за да знаеме утре ако нешто не било регуларно, да понесеме соодветни оставки, за да кажеме дека тоа не било регуларно. Затоа мислам не го бара председателот на верификацијна комисија, но е проста правилот. Во мојата тековна состојност, тековната состојба од клубот, полномоштвото записник. Саша Богданович, представник на тој клуб, овластен од тоа, согласно тековната состојба. Може би на некој клуб, како што имавме случај 3x3 баскет, вика асоциација,